ти остана во Вардар, значи тоа беше 85-86 година. Тогаш помислувавме дека ќе останеш во Вардар со сите оние играчи што доаѓа со тебе, зашто тогаш дојде и Дончо, почна да се гради шампионската генерација на Вардар. Сега ти ми се чини малку еден-два надпревари дали одигра во таа сезона кога стана Вардар шампион и замина. Не, замина пред да дојде Чичко Дончо како тренер и пред да се случи шампионската генерација. Да ти кажам, Зоки, навистина спомна дека требаше да остане, меѓутоа понудата од Австрија навистина беше... Каде отиде? Во Линц? Во Линц, да. Фест од Линц, прва лига. За жал останав многу малку, пак се врати во Македонија, во Брегалница. Имаше, ако се сеќаваш, имавме и со тебе едни разговори. Вардар донесе еден тренер, сега не се сеќавам, негово име беше малку овде. Вардар се бореше во втора лига за влез во прва. Не се сеќам тренерот, разговаравме, требаше да дојдам, бев и на припреми во Охрид 7 дена, меѓутоа после нешто не знам што се случи. Не, ти сега се сеќам, Ѓорѓе Герум која дојде. Така, да. Герум која дојде, требаше, тој беше заинтересиран за тебе, меѓутоа нешто се изјаловија работите. Инаку, вака, Герум те познаваше од претходните години, од настапите во Вардар, и вика таков играч ми треба, меѓутоа не дојде до тој трансфера, искрено јас посакував. Така па и разговаравме и со тебе, може да не се сеќаваш. Дојдеш и со Герум разговаравме и се. Меѓутоа... Во арапска куќа беше, така беше. Да, се случуваат икс работи, еден мисли така, друг вака и така. Сосем нормално. Не се врати во Вардар, ти кај продолжи после? Продолжи во Брегалница, една полусезона, 3 години во Брегалница, една полусезона во Балкан, ако се сеќаваш во најубавите денови од Балкан, 6 месеци, потоа веќе крај на кариера. Во Брегалница кои години беше? 88-91, ако се добро сеќавам. Распадот на државата? Распадот на државата. Кога беше, ти беше во Брегалница? Да, во Брегалница, која година беше самостојна прва? 81-а, 82-а. Сега таа година ти доаѓаш од Брегалница во играш за Брегалница, после доаѓаш во Балкан. Не, пред тоа бев во Брегалница, па 6 сезони во 6 месеци во Балкан и пак во Брегалница првата година кога самостојна лига наша македонска. Да, бев таа година во Брегалница и после тоа години стасуваат, се врати во Свети Николе, по наговор на еден драг мој пријател Бранко Поповски и Кире Костов, се врати во Свети Николе како играч и како тренер. Ми понудија тренерско нешто. Ме интересира сега за таа прва година во Брегалница. Во прва... Бидејќи прва година во Македонска лига, како изгледаше тогаш, затоа што веднаш подруг амбиент, ти навикнат во Вардар во оние 80-ти години да играш пред 20, 25, 30 илјади гледачи, сега одедаш во Македонската лига, играш пред 100, 150, најмногу илјада, па дали тоа влијаеше на тебе мотивите, опаѓање и така, тие моменти да не ги кажеш, зашто тогаш сепак нова држава, нова лига, како изгледаше тоа? Моje мислење бар, зборам општо, да не само за таа година кога добивме самостојна лига, меѓутоа и пред тоа, нашата генерација, пред нашите генерации нормално имало квалитетни играчи, секогаш велам дека јак, силен надпревар произведува силен и добар играч. Нормално играта, стадионот, амбиентот со Звезда, Хајдук, да речеме во тие години, не е исто кога Брегалница, да кажеме, со сега да не се навредат, тај ќе го спомнам Кожив. Сепак се нешто е друго, чувството, амбиентот, сето да, што
за жал за младите генерации, сегашните генерации го немат тоа чувство, да кажеме, ако не отиде во странство, аз пак ќе спомнам, пак ќе речем дека големи надпревари раѓат и големи фудбалери. Сами спомнавме со зимскиот турнир на Вардар, со појавувањето на Дарко Панчев и слично. Значи, нормално како играч поискусен, повеќе не со тај мотив во секој случај пеј годините кога искуство, рутински, повеќе на искуство, повеќе рутински. И така, убави времиња и тие да не ги забораваме, и во Штип беа прекрасни години. Во Штип играше два пати на два наврати, значи првата пред доаѓањето на Вардар. Првата година во лигата, пред тоа беше, меѓутоа последните надпревари кои ти беа во Македонска лига по распадот на поранешната држава. Така, по распадот првата сезона беше Вардар таа сезона неприкосновен, затоа што 119 голови, 17 примени имаше. Така, да, генерација со Ѓоко Хаджиевски. Да. Исто страшна генерација на Вардар, меѓутоа и тие задоени ова играле многу поважни, појаки, поквалитетни надпревари и нормално нивниот пат и доминираше. Така, доминираше Вардар во тие 2-3, ако 3-4 години, не се ни сеќавам како беше. После Брегалница е една сезона, после таа сезона се враќам во Свети Николи по наговор на овие двајца мои пријатели. Станувам и играч и тренер. Интересно е искуството кога си, да кажеме, на две функции. Обично не почнува надпреварот со мене, почнувам од клупа. Ако се нешто створи некоја потреба за да се тогаш влегував пола сати и слично. И тоа не бев себичен, давав многу повеќе на другите, на младите да играат они и нормално после кога беше густо влегуваше ти и публиката во Свети Николе, чекај. Па добро имавме, и вика од трибини, ајде Гордан. Така, влеговме и влеговме таа сезона и во втора македонска, тогаш се формира и втора македонска лига. Така да Овче Поле имаше своји убави моменти тие 2-3 години кога бевме во таа втора лига. И после мојата тренерска сега одиме на тренерската кариера твоја. Кога почнуваш да работиш како тренер? Значи во Свети Николе и играч и тренер. Тоа беше негде 1993-4 година. Тука. И кога конечно го напушаш активното играње и се определуваш за тренерскиот занает? Сезоната 1994-95, може би, ако спојам 2-3 утакмици по 10-15 минути, и тоа беше крај на мојата играчка кариера. Значи, од наредната сезона почнав професионално, како да го речам, како тренер. Прво беше уште една година Овче Поле, па Брегалница. А сега да не заборавам, бев на добро, полека ќе одиме на клубовите, меѓутоа ме интересира како се снаоѓаше во првите моменти во тие тренерски води. Па сега кога се сетам... Она не ти недостигаше тактика, техника, знаем, меѓутоа комуникација, играчи, до вчера си бил играч, ти си слушал, сега ти си тој, тебе што треба да те слушаат. Па Зоки, види, баш не би рекол дека бев нешто фудбалски, да кажеме тренерски подкован кога почнав, дури и после во Брегалница првиот пат. Мислам заради искуството, така. Искуството како искуство, да речеме, повеќе и други работи. На технички план, на тактички план, повеќе како искуство, меѓутоа за физичка припрема, за ментална, психофизичка припрема не сме имали појма. И ако не се случише 2001 година, 2001, она со Центарот за едукација каде почна во фудбалската федерација. Во фудбалската под капата на фудбалска федерација, се уште да не кажам ќе бев неписмен. Тука мислам дека со кои знаења се здоби тука, чувствувам дека тоа сакаш да го кажеш. Она
Фудбалското не ти Фудбалското не го достигаш, имаш, оној- искуството го има. Да. Сега оној друг момент кој е исто така многу битен, кој е? Во Центарот за едукација. најпрво би рекол, не е срамота да се каже, тогаш се описменивме на некој начин, станавме писмени да го читаш фудбалот, да анализираш и слично, да на дадени надпревари кога гледаш, ја гледаш повеќе противничката екипа за да кажеме да Знаеш, интервенираш брзо, да интервенираш. поставиш игра на својата. Обично кога гледаме надпревар, гледаме не повеќе ga гледаме екипата за која навиваме или екипата која ја водиме. Значи за противничката екипа многу малку можеме да кажеме после надпревар нешто што сме забележале. Значи таму едноставно се описменивме, видовме дека фудбалот не е само тоа што сме мислеле дека го знаеме, а мислевме дека нели толку врвни тренери низ кариерата прошле, мислевме дека знаеме се. Меѓутоа кога отидовме таму видовме дека има доста работи за кои Да не пак ќе речем дека сте бевме боси, а? не бисме, ајде да не речем боси. Се случи Центарот, Б лиценца, А лиценца, Про, прва генерација на Про лиценца, кај што имавме врвни европски демонстратори, Предавачи, тренери, да. Меѓу другото, тројца тренери кои ние не ги знаеме, меѓутоа кои работат позади шефовите на стручните штабови кои ја одработуваат таа работа која е во нивен. За она што За она говориш сега, точно за она да за што го- навлезеш точно во сите детали од фудбал. Така, меѓутоа, како моја предност да кажеме она што го спомена низ кариерата си поминал многу тренери, можам да кажам дека колку и да се човек да се надградува, да оди напред, нели, фудбалот еволуира и мора ностоп Никогаш не да е го пратиш, доста. никогаш Секогаш има нешто ново. Секогаш има нешто ново, значи иако сме имале толку тренери и мислевме дека можеме да бидеме по дефолт одлични тренери, мислам дека она чувство, она што кажав за оние, за Дарко, за Чоко, за Мицевски, нешто има и од Господа, значи дар од Господа. Тие 90 минути, значи ако немаш дар од Господа да интервенираш Тешко дека благовремено можеш, и да. трета минута ако треба, дали е повреда, дали е нешто некој недостаток на некоја страна и да промениш играш, да затвориш страна и слично, значи тоа го дава само Господ. Да, и нормално концентрацијата, надополнете- вие тренерите секогаш, особено кога е густо на крај, штитиш резултат или нешто, концентрација, меѓутоа концентрацијата кај вас, пак кај тренерите од првата До до последната минута. минута. Малку ако изгубиш, ако загубиш од таа концентрација, се кинат конците. Се кина, да, и нормално сам на клупата не можеш да видиш се, затоа е, да кажеме, нормално Штабови има, да. штабови, стручни штабови. Обично кога одиме во некој, кога ќе не поканат во некој наш македонски клуб, не канат, подпишуваш договор и тие ти кажуваат кој ќе бидат твои помошници. Сепак светот, Европа функционира, Во фудбалот игран функционира. тим треба да е Така стручен. да. Па еве ќе Гледаме- спомена повторно Бајевич. Бајевич во Грција е, рече си, цел живот и таа петорка стручна, Не, од клуб во клуб си ја носи со него. Сигурно. Тие се веќе семејство. Сигурно. И тоа е правиот начин на како може да се многу побрзо дојде до целта, дали да се биде прв и слично. А тоа кај нас па малкумина Кај нас го знаат и го гледаат. Може би го знаат, ама викаат ај ќе поминеме и вака, се уште се импровизира по Така, се клубовите. уште се импровизира. Може би причината и финансиската состојба на Веројатно, клубовите, веројатно. не може да издржат еден толка стручен штаб за да направат и квалитетна екипа. Сега да ни кажеш, пред малку почна да ги набројуваш клубовите во кои што си работел како тренер, па ајде сега да ги кажеме сите. Ајде, ама се сетиш. нема да биде поред сигурно, бев во Брегалница. Добро, не е Значи, битно. три Битно пати е бев. кај си бил како Така, тренер. Брегалница Штип 3 пати, нели? Еднаш, па пауза 3-4 години, па пак. Овче поле нормално, на почетокот го споменавме.
Шкендија, Тетово, Беласица, Пелистер, Работнички. Значи во сите македонски прволигаш. Остана уште само Во Вардар? најголемиот. Во Вардар? Да. Во Вардар имав понуда времето на клубот го водеа Драгче Сетинов, ако се добро сеќавам, и Добро, тогаш беше како директор Сетинов, тогаш веројатно си разговарал да дојдеш. дојдеш. Разговаравме, меѓутоа тогаш бев во Брегалница, имав договор со Брегалница и за наредната сезона, така да бев поканет, меѓутоа бев врзан на некој начин. После во Силекс и се уште си во Во Силекс. Силекс, да, трета година во Силекс, као скаут, како анализатор, како гледач на млади фудбалери. Каде ја гледаш перспективата на македонскиот фудбал? Еве, млади ве покажа, го покажа и она што ти на некој начин го истакна амбиентот. Имаше амбиент, полни трибини, беа понесени, говорам за оној надпревар со Шкотска, например, кога се решаваше дали ќе победиме и дали ќе одиме на Европското првенство, значи многу е битно да се има една таква атмосфера, ние тешко ја создаваме таа атмосфера. Кои се причините за тоа? Прво тоа ќе ми кажеш, а потоа кај ги гледаш перспективите на нашиот фудбал? Па нормално и утакмицата и со Италија, ако се сеќаваш, беше солидно, да кажеме, исполнет стадионот. Утакмицата со Шкотска многу емотивна, да, и со Италија изворено, па и делови од периоди од прво, поготово второ полувреме. Па точно тоа му фали и на македонскиот играч, на младиот македонски играч. Можеби и повеќе му фали дружење со фудбал. 4 пати неделно по саат и пол часови по фудбал се 6 сати. Премалку е, мислам дека е премалку часови по фудбал. Ајде да не речам, ќе го споменам нашето време. Бевме по 12, али по 8 сата сме биле со топката. Дали во клубот, дали во на улица, дали во мало, Партизан, во салата. Така, значи бевме 8 сата се дружевме со топката. Сепак премала доза е тоа за децата. Сега да споредам академијата што се формира, 2 пати се тренира и верувате дека сепак треба да се почека известно време додека тие деца додека стасат и нормално ако во развојот ако имат среќа да отидат во некој поголем клуб кај што имат исто такви услови како што е сега Вардар, па да не говориме за во некоја земја, значи неговиот развој ако биде во нагорна линија, ќе имаме такви играчи со кои нема сигурно да бидеме 20 во Европа, меѓутоа да се нашето место да бидеме пак кој е најдобар 60, 70 место, 50 место. Конкурентни да бидеме во Европа, кој ќе излеземе на терен, со кој да е противник, да очекуваш дека може да постигнеш и позитивен резултат. Ти си вклучен во Центарот за едукација на ФФМ, нели? Така, да, сум вклучен од самиот почеток како демонстратор, значи оној практичен дел. Да, има што да видат од тебе младите деца. Па има и зоки се трудиме да украдеме, да се надградиме, да кажеме, и преска спомнавме дека фудбалот нормално се менува, се еволуира, значи мора да пратиме таква работа, значи мора да се испрати до крај. Сите новости, мада нема нешто кој знае какви измени во фудбалот, се уште, меѓутоа се трудиме едноставно, мислиме дека сме добри, децата, односно идните тренери кои прошле низ тој центар, тие можат подобро да кажат. Фудбалот те одвлекува и од семејството, патуваш не само низ Македонија, туку и надвор, овде Кратово, Струмица, Битола, едукации, тренери и така натаму, па ајде, кажи ни
ги усогласуваш сите тие работи со семејството и што имаш од семејство? Па чиста навика, чиста рутина. Семејството се адаптира кон мене нормално Да, твојот начин на живот. Мојот начин на живот, меѓутоа не треба, па и ти во својата бранша, а и дар од Господа е некогаш кога некој ти подари нешто што сакаш, значи тоа е дар од Господа, она што го сакаш да го работиш цел живот. Значи не можам да се пожалам, било ми е, беше ми и се уште ми е убаво во фудбалот, иако има фудбал знае да биде прекрасен, знае да биде од другата страна. Меѓутоа се снаоѓаме некако. Да, и суров да биде. Суров. Ти кажа во еден момент во разговорот, Така. имаш шанси, не даваш голови, примаш гол, го губиш над преварот. Ти паѓа. И се паѓа во вода. Ти паѓа притисок, ти се качува шекер, не спиеш вечерта после над преварот дома и така. И тоа веќе сме навикнати на такви. Добро, Горде. Ти благодарам за разговорот, а за нашите гледачи на крајот да кажем уште еднаш дека тоа беше нашата фудбалска легенда Гордан Здравков, фудбалер кој навистина имаше плодни години, особено во Вардар, во оние времења кога Вардар беше можеби најсилен во својата историја.